Почитувани мој добар ден. Стартуваме со нова работна недела. Ова е понеделничкото издание на Црвена линија. Што се однесува до темата, верувам дека не само што ќе ви има во голем број, туку секако ќе пренесете голем дел од вашите искуства, ќе дадете одговори за прашањата кои што денес ги подготвивме токму за вас. Имаме закон за заштита на потрошувачи и организација на потрошувачи. Но колку сме запознаени со правата и каде треба да се обратиме, доколку сметаме дека сме измамени. Очекуваме да купиме исправни и безбедни производи кои имаат гаранција, но не секогаш тоа го добиваме. Верувате ли на шопинг манијата наречена Black Friday и попустите од 70%? Сте купиле ли производ што е расипан или има поминат рок на употреба? Дали сте го рекламирале производот? Дали и колку ги знаете правата како потрошувачи? Тоа е оно што денес во овој понеделник во Црвена линија ќе дискутираме со вас и како топло препорачувам да се вклучите во што поголем број и се разбере да ги пренесете вашите лични искуства и во поглед на тоа колку сте запознаени со правата на потрошувачите. Што се однесува до она што никогаш не се менува е секако можноста да не следите на социјалните медиуми. Заследете не на Facebook пред се, Црвена линија, тоа е нашиот профил, потоа на Twitter и секако профилот на Тилма телевизија на Facebook, каде што редовно ги објавуваме темите. Топло препорачувам да бидете дел од големото семејство на Инстаграмџи, кои што секако даваат одговори на нашите анкети, па еве за денес какво прашање им поставивме. Сте купиле ли производ што е расипан или има поминат рок на употреба? Треба да одговорите, имате две опции за ова прашање, како одговор, едната е да, другата е не. На Instagram стори одговарате со да и не, кликате на одговорот и секако потсетувам дека редовно ги соопштуваме резултатите од Instagram анкетите некаде таму по рекламите во секој издание на Црвена линија. А до нас секако се доаѓа стандардно со вртењето на добро познатиот телефонски број 023070005. И секако ќе нема да заборавиме дека од технички аспект задолжително треба да се намали тонот на телевизорот и секако оно што сакаме во ова денешно издание на Црвена линија е да ни пренесете ваши лични искуства како потрошувач со оглед на тоа што сме во пресрет на Black Friday, каде што на големо се отвара можноста да се купува на големи попусти, како што се дури и попусти до 70%. Но верувате ли во ваквата шопинг манија наречена Black Friday? Меѓу другото, како потрошувач, секако може би ви се случило, а може би не, и да купите производ кој што е расипан или има поминат рок на употреба. Како потрошувач, колку сте запознаени со законите кои што ни следуваат како потрошувачи и дали сте реагирале и каков третман сте добиле во поглед на вашата реакција? Така да, факт е дека имаме закон и организација на потрошувачи, еве колку ги контактирате нив, доколку сте во ситуација да, на некој начин ќе кажеме сте измамени, незадоволни или пак не сте го добиле она што сте го очекувале. Секако нема да пропуштиме да ве прашаме дали ви се случило да купите производ што е расипан или пак има поминат рок на употреба. Добар ден, веќе за првиот гледач. Добар ден. Здраво. Здраво. Јас сум првиот. Вие сте првиот денес, вие ќе го пробиете мразот. Па вака би кажал. Значи, за организација на потрошувачи, гледам некои луѓе се бунат околу струјата и околу водата, да речеме. Ја тука не можам да се бунам ништо, затоа што на стромерот ми пише колку киловатици истрошени и со колку кубици се истрошени на водомерот. Сега, проблемот настана кај телекомуникациите, тука прават, значи, ујдормија дуклуци. Значи, мене ми се има десено 3 пати да ми земат за роуминг, а да не сум бил никаде. А да плаќам роуминг. Не ти било исклучено, таму имало некој понуда да се исклучам од роуминг и фукете ни мање ни више јадаркач. Колап на гладно срце. 2 телефонски броја, по јадарка, 2 јадарки.
и никому ништо, нити може да се пожалиш, нити ништо, а тоа си прошол некаде, да речеме, бе скоро пред некој месец. А и ве дали им се обративте на Да, организацијата? се обратив, таму беше и малку на повисок тон разговорот, ама џабе, све е џабе. Значи, они си ја завршија својата работа, си земаа по јадарко телефонски број, а зашто што била работа, се анализирав, бев на кај Кавадаречка, на кај Кожув планина и несвесно фактички сум докачил од овој јужниот душман Роамингот и сум си платил јадарка, а имам ја таму фамилија и роднини. Поздрав, пријатно, нема време. Благодарам. Секако вашето време 90 секунди е времето со кое што го отвараме ова денешно издание на Црвена линија. Значи, веќе подсетам, пред се ќе ве прашаме дали сте купиле производ што е расипан или има помината рок на употреба. Можевте да слушнете како потрошувач на што се пожали првиот гледач и дали ви се случило да го рекламирате производот, да се обратите до организација на потрошувачи, колку сте запознаени со правата како потрошувач. Да слушнеме што ќе каже следниот гледач. Добар ден. Јас сум на линија. Да, повелете. Јас сум една од овие потрошувачи што не си ги знам правата. Од март месец водам битка, земав шпорет и почна од озгора да пука. Пиши мел, пиши вамо, иди тамо, иди овамо и до ден денеска ќе формираме комисија, ќе дојдеме, агресивно сум се понашала према шпоретот, со агресивни средства сум чистала и така да... Дали му следуваше еве гаранција? Шпорета имам стар и така да сето тоа... Дали добивте документ за гаранција, бидејќи новите? Да, гаранција имам и таму ми пишува, вика тоа не е вика во онаквото вика гаранција, тоа не е важи за плотното дозгора и така. Сето тоа маткање, како ние потрошувачи не си ги знаеме правата. А и ве дали се обративте до организација на потрошувачи? Да, телефонот нон-стоп е зафатен, не подигат и мобилен и статичен телефон, никој не се јавува. И така. И сега имам стар шпорет, купив нов и сега пак имам стар шпорет со оштетена фарба и така. Тоа е тоа. Дали тоа значи дека ќе се откажете од тоа да си го добиете правото како потрошувач? Па нема на кого да се јавиме. Ние како потрошувачи нема да се откажеме, затоа што сакаме нов шпорет да имаме, нели? Или некој друг апарат што сме си го купиле, после некој време доаѓа до расипување или и сето тоа ние немаме право и не знаеме кај да се обратиме. Знаеме кај да се обратиме, але никој не одговара на телефоните. Благодарам еве што се вклучивте пред себе од Црвена линија и јавно проговоривте за вашето лично искуство како потрошувач. Па ете гледате како стартувавме во Црвена линија, што значи ве охрабруваме и да видиме што ќе кажат следните гледачи. Добар ден. Добар ден. Секој добро, во Црвена линија сте? Фала ви многу. Вака сега. Обично не се јавувам во контактните емисии, меѓутоа еве сега ме поттикна првиот гледач. Јас сум корисник на УАН. Во случајот во тарифата немам СМС пораки. Што ми се случи на 1 септември, а никогаш не пуштам СМС пораки, идам преку месенџер и преку другите WhatsApp или нешто слично Viber. Така да на 1 септември за 24 секунди имам 30 пораки, СМС пораки. Што не сум никаде, а никаде ги нема. Кон еден исти број, тоа е на моето дете. Нити кај неа ги има кај ќерката, нити кај мене ги има како пуштени пораките. Во случај два пати се обратив до УАН, писмено се обратив, тие ме убедуваа, разубедуваа како што... Ајде, дали се обративте до организација на потрошувачи? Не знам, таму не сум, ништо си ја плати фактурата, како што велеше првиот гледач. А дали би можеле да ми дадете вие контакт со организација на потрошувачи? Ева вака сега, јас ќе ви улеснам со тоа што можете да кликнете на нивната веб страница opm.org.mk. Вака изгледа организација на потрошувачи на Македонија, што значи секако тука имате и дел каде што стои контакт.
Ете така. Фала ви многу. Поздрав. И јас ви велам големо благодарам за учеството. Секако продолжете да гледате и да слушнете еве какви искуства и одговори ќе дадат останатите учесници во Црвена линија. Добар ден. Ало. Добар ден во Црвена Ме линија. слушате? Да, повелете. Вака, јас сакам исто со производ да се пожалам. Се работи за сирење деликатес од Георгиеви. Ми се случило 2-3 пати, може и повеќе веќе. Купувам сирење, рокот е 24-та година, 9-10 месец, кога ќе го донесам дома за недела дена, пошто не ми е близко кам маркет, купувам по 3-4 калапчиња, пошто са малечки, околу 300 до 500 грама. Се, како да кажам, да се изразам, се надувува. Ме разбирате? Така ви изгледа со сомнителен квалитет. Дали еве сте реагирале? Реагирав до Георгиеви Радовиш, ми рекоа, па вика, тоа е ние кога ги доставуваме, не ги доставуваме со фрижидер камионче, со обично камионче, па така да може ги фатило топло. И сега, ја имам 3-4 калапчиња до сега фрлено. Вакуумирани. Добро, дали ви излегува во пресред да направат замена? Не. А дали се обративте до организација на потрошувачи? Не, па не знам ли телефон таму. Еве, уште еднаш ќе покажеме секако како изгледа веб страницата и кликнав точно на оној дел за контакт. Значи, Организација на потрошувачи на Македонија, opm.org.mk, во делот кликате каде што е контакт, така да имаат, еве, ќе болдирам и контакт телефон. Значи, еве, можете да видите во кој дел е тоа, како и секако да го впишете вашето име задолжително, вашата имейл адреса, предметот и секако вашата порака. Како и да е, благодарам и за гледачката која што пред малку се вклучи во Црвена линија. Одиме понатаму. Секако ќе напоменеме дека во пресред сме и на оној најпопуларен ден, наречен ден на Black Friday, каде што настапува глобална шопинг манија. Па еве колку верувате и на оние попусти кои што се големи во однос, кои достигнуваат дури некаде до 70%. Секако, дали сте купиле производ, еве подсетуваме, од кој што не сте задоволни од квалитетот, кој што ви се видел расипан со одминат рок, колку си ги познавате правата како потрошувачи и секако дали сте го изрекламирале производот и каков одговор, односно каква услуга сте добиле во однос на тоа што сте биле незадоволен потрошувач. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Секој добро, во Црвена линија сте. Вака, би искористил ова прилика како на сите православни верници да им го честитам престојниот верски празник Свети Архангел Михаил, поготово на овие што вечерва слават заслуга. Така, големо благодарам еве во име на сите православни чисто како едно подсетување. христијани кои што го одбележуваат. Така. Што се однесува до ова ваше прашање, имам лични искуства и како лоши искуства можам само да им препорачам на гледачите и на сите оние, поготово што купуваат преку онлайн, преку овие друштвени мрежи. Лично искуство во смисол што нарачав два оние апарати како депилатори што се ги користат обично женските, меѓутоа ова беше депилатор за ствари машинка за пострижување, што нема врска, значи тоа е обична пластикарија, кинеска работа. И што се однесува за ова друго прашање што велите Black Friday, мислам дека тоа е само прашање кога исто некој возрастен човек би го прашале дали се уште верува во Дедо Мраз. Нормално дека одговор би бил не, така и што се однесува до овие мислам попусти, па дури до 70%.
Благодарам многу за јавувањето. Ќе потсетам за сите оние кои што во текот на ово издание ќе се вклучат во црвена линија, имајте го во предвид и време траењето 90 секунди, но еве и господинот кој што се јави пред малку, секако ќе го охрабриме дека може повторно да го заврти бројот и секако да добие нови 90 секунди. Кога веќе зборуваме за Black Friday и купување на големи попусти, секако во светот и особено и во европските метрополи, попустите знаат да бидат вистински предизвик за потрошувачите. Дали е таква ситуацијата и кај нас, оглед на тоа што надвори во светот, например, од вратоломни цени знаат да бидат на ваквите попусти, производите да бидат спуштени на драстични, да има драстични намалувања, поточно нешто што вредело премногу да може да биде достапно за многу мали пари, што би се рекло. Па дали тоа еве го се реализира на таков начин кога зборуваме за нашиот пазар? Добар ден. Ало. Добар ден, намалете го само тонот на телевизорот. Добар ден. Добар ден. Вака се. Кај нас во државата ништо не функционира пред распаѓање ни државата и за ова можам да зборам 5 дена. Што сакам да кажам? Државата и судовите се на страната на јавните предпријатија и на приватните, да кажеме, за струја, за, кажи го, за Евана, за А1, за Телеком и така натака. Значи, ако дојде до спор, секој е на нивна страна. Тоа да го знаат граѓаните, да не го губат времето. Значи, доаѓаат и сметки за струја поголеми, а исто се троши секој месец, нема кај да се пожалиш. Потоа, колку сакаат можат да ти ја качат сметката на Мобимак, Телеком или овие другиве и нема кај да се пожалиш. Се дешавало на картица која што уопште не сум ја активирал, да ми доаѓаат дека сум играл некои игри, детски, ја не знам како се играат тие, и пак нема кај да се пожалиш, и целата финта е во тоа што ти вика плати, па поднеси жалба. На кого жалба, пак и нив жалбата поднесеш. А се собратиле на организација на потрошувачи? Пак и нив, тоа треба да биде државна институција која што ќе ги контролира. Така, благодарам многу за јавувањето. Продолжете да не следите. Одеме понатаму. Добар ден за следниот гледач. Добар ден и убав ден. Најубав ден и вам. Еве сега се враќам од Сетек, 2 пати тостот, ова ми е втор пат, го носам на поправка. Пред тоа имав, не знам, цела година, друго нешто, ностоп поднеси. Меѓутоа го враќаат, го поправаат, мислам тоа во ред, нема проблем. Меѓутоа, какви производи продаваат? А оваа организација за потрошувачи, тоа е само плата, вајда да земаат некои пари, донации, не знам од каде се плате, ништо. Значи, ништо не функционира. Истото еве, не знам, и од Нептун еве купив нешто, и тоа многу праси, пи однеси, све за 2-3 месеца враќаат. Мислам, ми ги заменуваат или на поправка на сервис, па ги враќаат. Мислам, тоа е во ред, не викам дека не во тој контекст. Меѓутоа, не можеш да купиш, еве, прашам, ајде, кажете ми која марка, што да купам, да знам да трае подолго. Телевизор, помини оваквото гаранција, се расипа. Друго еве сега тостов 2 пати и ше 5 пати сигурно ќе го носам. Значи нема нешто да знаеш што да купиш. Еве јас стално да ми прашам, кажете ми која марка што е добро да купиш. Праќа ги сервисериве, ти викаат сите се исти, ако е таа марка, све се склапа и расклапа, не знам, таму на едно исто место. Значи немаме ние производ да знаеме, а оваа џабе постои организација. Истото со еве со А1. Ти ја не можам да идеш, уплаќаш интернет, не можеш за неколку секунди, ме убедува дека се потроши у интернетот, дека телефонот бил уклучен и све, телефонот у мене извадена и батерија. Значи, не да ме крадат, тоа е, не знам што да кажам, али посебно ова А1.
Значи, не знам, Ајде, кажете ми во односи на ова Black Friday, црн Не, петок. тоа ја ништо не верувам. Каков Black Friday и овие сетек метек, 70-50% фактички они ги набиваат цените и на реално нешто враќаат и прават. Јас никој пат не купувам на такви тие, затоа што знам секој пат нешто се рекламира, затоа што не е добро. Све она што е добро си се продава и си се како треба. Така, големо благодарам и вам за вашето јавување. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Секој е добро, во црвена линија сте. Благодарам. Па вака, дали сум купила нешто? Сум купила и од прехранбени производи да бидат неисправни и да ги рекламираш и да ти речат дека нема проблем, не е тоа до нас, до производителите. Сум купила и техничка роба, и обувки, и облека, и со единствен збор. Немаме држава, немаме стандарди и немаме закони што ги штитат потрошувачите. Знам за Агенцијата за заштита на потрошувачи, меѓутоа ништо. Знам за АЕ како некој кој треба да ни помогне нам граѓаните, да ни помогне на граѓаните во борбата со лоповлукот и арамилукот од страна на фирмите за телекомуникации, но ништо од сето тоа. Сите се исти, буквално сите се исти, пред се А1, па и овие сега телекабелите, операторите, плаќате еден куп сметки и топ ќе ви нема интернет. Ден, 2, 3, ама никој не се погрешите, вие намали сметката. Вашата сметка ќе биде исто од тоа што не ви испорачали услуга, никому ништо. Ајде и во однос на попустите кои што... Не верувам многу во тоа. Кај нас таква работа не функционира, да во светот функционира. Кај нас нашите трговци не знаат ни за аутлет, не знаат ни за Black Friday. Кај нас прво ќе ги кренат 7, ќе ги намалат 2000. Мислам, тоа се лаги. Кај нас, зборувам кај нас, сум имала прилика во светот да видам на вистина Black Friday. Меѓутоа, кај нас се извинувам, а кај нас не. Едноставно во нашата држава нема стандарди врз кои функционира принципот продажба, продавач па купувач. Благодарам, поздрав. Големо благодарам и вам за учеството во црвена линија. Ќе ги вклучиме сега малку и како што постојано правиме и твитирџи. И ќе почнеме со твитот на Тешко од нас. Знаете дека твитирџи знаат да бидат малку и саркастични, шеговени, па еве како изгледа неговиот твит. Него акумулатори за коли на Black Friday нешто да не има. Како и да е, она што ве прашуваме, дали вие како потрошувачи верувате во она шопинг манија наречена црн петок или Black Friday и на попустите кои што знаат да достигнат до 70%. Исто така, како е вашето лично искуство и како потрошувачи во однос на тоа, дали ви се случило да имате непријатно искуство да купите производ кој што е со лош квалитет, одминат рок на употреба и всушност, еве, дали сте запознаени со правата за заштита на потрошувачите? Како сте реагирале, дали сте реагирале и дали сте имале соодветна реакција и одговор? Добар ден. Добар ден. Секој е добро? Во црвена линија сте, повелете? Во нашата држава потрошувачите секако не се заштитени. Значи, ако производот само што ќе го изнесеш од продавница, ако се расипе и тогаш имаш големи проблеми, додека не се врати. Има лошо искуство со Сетек. Има вкупено инвертер, кој за една година се расипа електрониката. После тоа 3 месеци се бркавме со инспекции и со све. Значи, ми нудеа друг производ, а колку што знам по законот за потрошувачи, фирмата е должна да ми го замени производ со ист таков производ. Меѓутоа, нивно оправдување, такви не се произведуваат, сега се поскапи, па треба да доплатите. Дали реагиравте и во организација на потрошувачи? Не во организација на потрошувачи, до државен пазарен инспекторат реагирав, меѓутоа и инспекторите се изгледа поврзани со нив. И така минутеа, значи клима, минутеата беше до минус 30, минутеа до минус 15, минутеа магаре за коли фактички. И
3 месеци се бркавме, па некако ајде ми дадоа друга фирма, некој производ, друг, па така. А за ова Black Friday, само ќе кажам за кај нас видела жабата ко потковаат коњути, а динава ногата да ја поткуваат и неа. Тоа е кај нас Black Friday. Благодарам многу за јавувањето во црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Добар ден. Поздрав многу до тебе. Голем поздрав и до вас. Благодарам. Значи, јас ќе ти кажам мој пример за лаптоп. Пред некоја година купив од Техномаркет. Значи, и ми се расипа. И сега, што беше кривицата? Кривицата била во мене, замисли, молим те. Јас не сум знаела полначо да го ставам добро во лаптопот и ништо. Под гаранција беше уште, отидов во организација на потрошувачи, поднесов барање и кажав на вработената: ве молам да ви објаснам, да ви го донесам лаптопот, да видите дека не е моја кривица, значи има обележано кај треба да го ставам полначо, значи не сум мутава. Не, вие образложете го тоа. Како да го образложам, Тина? Нели требаше она да види и ништо. И ништо после што се случи меѓу нив, меѓу Техномаркет и нив, не знам што, не ми признаа, за мисля, не знам колку пари го земав. Исто така ми се случи со патики, после 3 месеци ми се искина од задната страна и тоа беше објаснение дека јас не сум знаела да ги облекувам. Ја на 6-8 години не знам како се облекуваат патики. Моја кривица било и пак ништо организацијата не ми помогна, така да не знам и зошто постои таа организација. А тоа за Black Friday исто така не верувам, затоа што имало, Тина, да речеме, 5000 цената е, па кога земски ја намалиле, уствари они ја зголемиле во меѓувреме на 7000, па гледам тие, сум ги тргала тие белешките, нели, па после као ја намалува на 3000, нема врска, не лажа, значи нема врска, се е тоа лага. Поздрав многу. Голем поздрав и до вас. Благодарам за јавувањето. Ке продолжиме во дискусијата со вас, ке ги вметнеме секако и Твитерџи повторно. Скорке е напишал: иста цена имаат стариве и пред и за Black Friday. Значи, глупости. Па еве за вас, верувате ли во ваквите шопинг мани кај нас наречени Црн петок, Black Friday, кои што се исклучително популарни во светот, особено во Соединетите Американски држави, каде што цели редици на потрошувачи денонокно чекаат за стартот на Black Friday. А еве кај нас може да се случи да имаме и попусти до 70%. Па еве, верувате ли во ваквите шопинг мани и секако како потрошувач, какво искуство имате во однос на тоа, доколку налетате на производ со сомнителен квалитет, поминат рок и така натаму. Добар ден. Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Благодарам. Во однос на законот и заштита на потрошувачи, јас само ќе кажам мое лично искуство, што се надевам ќе им помогне на другите. Значи, прво, кога купувате во маркети секојдневно, прехранбени производи и така натаму, задолжително гледајте дали е во оригинално пакување. Може да се деси да видите тоа фолијата, не сте ја виделе скината, ама јас кој ќе ја донесам дома, кој ќе ја видам дека е скината и ми ја враќам назад со фискална и ми ја враќаат. Сакате пари, сакате друг производ. Разбирате? Зашто што ми е тоа отворено, кој го отворил не се знае, ама ризикот дека не е исправно е присутен. А што се однесува до другите работи, да речеме техничка роба, особено бела техника, што викате, ја многу знам, ама секогаш има нешто повеќе од тоа. Ми се случи еднаш да купувам апарат, односно, еве, конкретно бойлер, ама во друга продавница и ми го донесува директно дома. Кога ќе го монтирам, што да видам? Расипан исто како мојот претходен. Додуше стварно, дојдоа после од сервис, го сменија целиот бойлер, али сакам да ви кажам, никако да не зимате производ без оригинално пакување. Сега зимат друг производ таков, значи директно во продавница, која ќе го изнесе производ, да видите дека е оригинално спакуван и пред вас да го отвори да го проба, дека е исправен и тогаш сте сигурни за тоа. Гаранцијата се разбира. Колку трае, толку. Ако го бива, бива. Ако не, здрав. Благодарам многу, еве, што со гледачите на Црвена линија споделивте не само ваше искуство, туку еве и дадовте совети како вие практикувате и внимавате при пазарувањето. Добар ден за следниот гледач. Добар ден, Тина. Голем поздрав до вас.
Благодарам, имайте најубав ден и вие. Секако ви посакуваме најубав ден. За организацијата на потрошувачи, ние сме запознаени, праќавме писма, но никаков одговор не добивавме. Досега од Сетек Кавадарци имаме купено 2 фрижидера, едни од тие со комора, високите. 5 години му е гаранцијата, ни еднаш не дојдоа да го поправат. Иако се јавувавме и до Скопје, никој не му е гајле кои сврливме тој 1 година. Сега вој што го употребуваме, 5 години истече и како му е сега, се треба топла вода да му ставаме или со фен да го затоплуваме за да работи фрижидерот. Ако не му туриме топла вода, не грее, ни лете, ни зиме, никако не грее, а не идат никои од, мислам, нивните сервисери, не многу му е гајле. Дали работе, дали не работе, му се јавуваме, утре, други ден и никако не доваѓат. Тоа ти е. Да, кажете ми во односи на овие шопинг мани, така наречени црн петок, каде што попустите се до 70%. Верувате ли во нив? Не верувам, тоа што се продава 70% намалување се е кварлива роба. Кварлива роба и тоа... Така, благодарам многу за јавувањето. Аркен Стоун, еве што има напишано на Твитер. Попустете за Black Friday кај нас, каква банана од фирми има да се крсти човек со нога. Редовна цена 2899 денари, а Black Friday клуб цена 2799 денари, што значи по овој пример како што го коментира Аркенстон е намалувањето некој само 100 денари. Меѓу другото, и како потрошувачи, секако сакаме да слушнеме колку си ги познавате, пред се правате и какви се вашите лични искуства. Добар ден. Добар ден. Најубав ден и вам. Благодарам. Па да речем, до 1991 година верува во сите квалитети и ми се случувало да има покварен производ, со едно јавување се решавал проблемот, дали ново, дали поправка. Меѓутоа од 1991 година навака не сум купил нешто во кое што сум имал поверење. Меѓутоа мои пријатели кои купувале, мака мачеле да го заменат, да го поправат, ева како што и слушаме, стварно овдека само интересот е на трговците, но никаде на потрошувачот. И затоа мислам дека сепак треба трговците да се променат во однос на набавката и они ги земаат од некаде тие производи и треба што се вика да бидат цврсти. Јас ќе го продавам, но ако дојде од дефект да стојат производителот зад, продавачот, а продавачот да стои зад потрошувачот. Тогаш ќе имаме нешто. Меѓутоа мене ми се случи во околу овие маркетите. Без наочари, возрастен сум, вика 2 парчиња за иста цена. Се работеше салама, ја земат, дојдов дома, распакував тоа све, но одмah тек другиот ден видов, кога гледам до претходниот ден кога сум го купил производот, бил рок на траење. Па нели е тоа срамота, во истиот ден, да го пуштат со намалена цена? Фактички не лажат на секој чекор. Благодарам многу за јавувањето. Секако сите вие кои што сакате се разбира да ја префрлите комуникацијата, односно да ја продолжите дискусијава која што водиме денес во Црвена линија, сторете го тоа и преку коментари, шернување и лајкување на Facebook Црвена линија. Ве потсетувам, секако на профилот на Телма телевизија на Facebook, на Твитер ги објавуваме, се разбира, темите за кои што говориме со вас, така да таму секако оние кои што нема да успеат да се вклучат, можат да ги напишат своите искуства и секако да напишат преку коментари кои се нивните одговори за оно за што дискутираме денес. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, Црвена линија. Ме слушате? Да, повелете. Сакам да се јавам. Добар ден, Тина. Добар ден.
Па за ова што кажувате за продукти, нешто, тие работи, има тоа се случува. Ама и тие што произведуваат, како можат да видат? Како не можат ни они ни самите да гарантираат колку ќе трае тој продукт. Еве пред некој ден имавме жена ми тука, купив некои работи, рокот му е до 24-та година таму, го отворивме, готово, расипам, што ќе правиш? Всушност, дали ви излегува во пресрет? У некоја организација за 20 динари, за 50 динари не се исплаќа. И од тоа ќе нема ништо. Знам дека нема. Ова што пред што се јави гледачот за некои сметки за телевизија, за интернет, за струја. Не знам, ја еве живеам тука 2 години во Македонија. Имам тоа мобилен, имам све. Ми рекоа дека ќе плаќам толку и толку и еве плаќам ставно истата цена. А еве до Македонија каде сте живееле, ако смееме? Живеев во Европа. Во Европа, кажете ми во однос на оној Black Friday, Shopping Money. Таму ги има тие организации, кога има нешто да се пожалиш, има све, и адвокати има, и организации. Дали веднаш се реагира? Со тоа да кажам право, не можеме ние со такви работи не можеме ние. Зошто? Не, таму кога ќе отидеш, седнуваш, те слуша, моабет си правиш, нема телефон во рака како кај нас мобилен, он држи мобилен во рака и прави моабет со тебе. Таму. Јасно, благодарам многу, драго Неве, што ни споделивте и какво ви било искуството додека сте живееле во една од европските земји во однос на тоа какви права и заштита имаат потрошувачите таму. И сега кој ќе слушаме од останатите гледачи кои денеска сте во улога на потрошувачи во Црвена линија. Наистина сакаме да ве слушнеме какво е вашето искуство. Добар ден. Добар ден, Тина. Секој добро, во Црвена линија сте. Во Црвена линија, све е црвено, добре. Вака, ако не знаеш да купуваш, прашуваш што е најскапо и ќе си земеш квалитетно нешто. Дали секогаш цената го одредува квалитетот? Ба, ако не се разбираш, мислам дека цената игра улога. Например, ја имам апарат за све горење. Имам за длабоко од 91 година, Тина, ниту сум пипнал нешто да поправам. Ама не се слуша моторот како работи. Само шушти така. Тоа е висок квалитет. Не сум имал 8 неделска термостатот, тоа копчето што скрши. Дојде приватен мајстор, не викав сервисот, пошто имаше баји години. Ми го смени, окей сега. Така да, најубаво е, и тоа колку ефтино го знам тоа 91 година за 300 марки. Така, луѓе трчат, ефтино, ама земји скапо што е, еднаш кај даваш пари. Викам една страна поговорка, сиромашниот човек два пати плаќа. Така да, има денеска све што, и квалитет има, и квантитет има, што ти душа сака и колку што ти е черката, си пушено сама велам. Така, благодарам многу за јавањето и веќе ви прочитам и коментар кој што го имаме на Црвена линија, профилот на Facebook. Му припаѓа на Борислав Јанковски, меѓу другото еве како изгледаме таму, како ја објавивме темата, значи она што ве прашуваме е верувате ли на шопинг манијата наречена Black Friday и попустите од 70%, а Борислав Јанковски напишал црн петок, па самиот назив укажува на нешто лошо, однапред се и речено треба да се чита меѓу редови. Но факт е дека во светот црниот петок или Black Friday, шопинг манијата е неверојатно очекувана и посакувана од потрошувачите. Таму се случуваат навистина огромни попусти кои што се и вистинска реалност, ке кажам. Како е кај нас, верувате ли во нашата шопинг манија на црн петок? Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав до вас, во Црвена линија сте. Поздрав до вас, поздрав до емисијата. И голем поздрав до македонските гледачи на Телма телевизија. Голем поздрав, секако. Сега, можам да им кажам на гледачите, затоа што треба, ние обично јас одам преку старите поговорки
Нешто ефтино, квалитетно нема, не постои. Тоа го сака нешто квалитетно, треба да го платат нормално и поскап. Значи има и уште една стара поговорка, кај што кажува ефтината чорба вика и кучињата не ја јадат. Така да ние сакаме ефтино да купуваме нешто да биде тоа квалитетно. Такво нешто во светот не постои. Значи само не доведуваат трговците нас во заблуда. Сега, колку е некој интелигент или како може да прочита меѓу редови во ред. Ако не може, ќе биде излажан. Што се однесува дека јас сум купил некој производ, речиме расипан, но го имам вратено во маркет, се работи исто за павлака. Павлаката внатре беше молосана, ја враќам. Едно се извинија продавачките тие што работат, ми ја заменија со друга и така. Али овие што се телефонските броеви, јас лично сум се јавувал да речиме по Министерство за заштита на животна средина, може би 3-4 дена упорно сум звонел, никој не се јавува на тие телефонски броеви. Или се исклучени, или не постојат. Така да, за ова што е за Black Friday, кај нас тоа го нема, кај нас намалуваат многу малце. Ние сите сакаме да живееме како Запад, али тешко тоа иде со нашиот менталитет. Пред да одиме на реклами, уште една порака на Facebook во Црвена линија од Мики Станојовски, кој што напишал: почитувани, додека не влезе платформата Амазон на нашиот пазар на попусти, заборавете. Една позната марка која има во Сити Мол, почнува на Г, завршува на X, продава патеки, например, за 9490 денари, а истите тие на Амазон ги купувам за 39 евра. И уште еден познат ланец на продавници кај нас кој истиот го има во соседните земји, патеките ги продава многу поевтино, а кога има попуст, попустот е вистински. Не сакам да го именувам за да не правам реклама или антиреклама, а ова со црн петок е замајување на јавноста. А гледачите на Црвена линија во овој момент ги пренесуваме во делот за реклами. Ајде, како секогаш време да ги соопштиме резултатите во проценти, онака како што одговорија денес на Инстаграм стори анкетата Инстаграмџи. Сте купиле ли производ што е расипан или има поминат рок на употреба? Со да одговорија 80%, со не одговорија 20%. А секако ве посетувам овде некаде пред крајот на Црвена линија да не заследите на Инстаграм, заследите на Твитер, Фейсбук, секако профилот и на Телма телевизија и веќе утре ке можете да бидете дел од сите оние кои што и коментираат, чернуваат, лайкнуваат и секако учествуваат во нашите анкети. Сега денес нормално време е да ве поканам да ми останете добро расположени, релаксирани, секако да ве пречекам во оној дел каде што денес некој од вас ке може да си освои микропечка. Ке видите дека ќе ви биде убаво, ке бидеме добро расположени, па зошто да не. Така да благодарам за сите вас кои што се јавивте во Црвена линија. Истите вас ве поканувам да бидете дел од заврти на Телма и можеби некој од вас ке ужива во нов производ наречен микропечка.